Здраво, деца! Јас сум учителка Ане и доаѓам од детската градинка 13 ноември од Скопје. Искрено се надевам дека сите сте добри и спремни за нови знаења. Пред да започнеме со денешната активност, би сакала прво да се опуштиме малку. Може? Седнете убаво на вашите столчиња, исправете ги грбчињата, рацете опуштени покрај телото, и земете длабоко воздух низ носето, а испуштете го низ устата. Одлично! Дали малку се опуштивте? Така е. А сега широко отворете ги вашите очи и уши. Внимателно гледајте и слушајте. Денес, деца, малку ќе поразговараме за сообраќајот и за тоа како вие безбедно може да се движите на улица. Ќе се потсетиме на некои работи кои што веќе ги имаме научено преку приказната за Марко и семафорот. Слушајте внимателно. Едно утро малиот Марко, додека шеташе со неговата мајка, се пушти од незината рака и се стрча кон улицата. Тогаш некој викна: "Стоп!" Марко застана и разгледа наоколу, но никој не виде. "Стоп! Каде си се забрзал така?" Повторно се слушна истиот глас. Тогаш Марко забележа дека гласот доаѓаше од кај семафорот. "Кој си ти?" праша Марко. "Јас сум чичко семафор," одговори семафорот. "А што правиш тука?" повторно праша Марко. "Внимавам на сообраќајот," рече семафорот. "Како внимаваш?" зачудено запраша Марко. "Со помош на моите 3 очи. Првото око кога црвено ќе светне, значи возилото треба да застане. Второто око кога жолто ќе светне, спремно за тргнување треба да биде. А зеленото око вели: слободно тргни сега. И на пешаци внимавам како тебе, да не претрчуваат преку улица сами, туку мама и тато да ги чекаат на тротоари." Марко ја наведна главата и засрамено рече: "Знам, погрешив, чичко семафор. Не се претрчува преку улица. Може нешто да ме згази. Треба да се застане, лево и десно да се погледне и на пешачки премин да се премине. Кога возила улицата нема и на двете страни, или на твоето црвено светло се застанати. Така е, дете мое, но заборави уште нешто. Ти си мал, за да бидеш сам," го помена семафорот Марко. "На мајка ми избегав. Се извинувам, чичко семафор. Веќе нема да се повтори," му вети Марко на семафорот и се врати кај мајка му. Дали ви се допадна приказната за Марко и семафорот, деца? Да. Што направил Марко? Така е, истрчал на улица. Кој го спречил да ја премине улицата? Семафорот. Деца, како што сами видовте и слушнавте, семафорот има 3 светла: црвено, жолто и зелено, и со нивна помош тој го регулира сообраќајот.
Дали Марко ја научи како треба да се движи по улица? Што мислите вие, дечиња? Да, сега, на нареднава слика, сакам малку да погледнеме и да повториме. Ајде да видиме, што има овде. Еве го семафорот каде е одбележан, и на едната страна од улицата, и на другата страна. Така е, дечиња. Погледнете ги сега, овие бели линии овде, по кои децата ја преминуваат улицата. Овие бели линии се нарекуваат пешачки премин. Така е, улицата е безбедно да се премине само на пешачки премин. На што ве потсетуваат, дечиња, овие бели линии? Дали ве потсетуваат на некое животно, можеби, кое што сте го виделе во зоолошката градина? Така е, дечиња, на зебра. Овие линии потсетуваат на зебра, затоа уште пешачкиот премин и се нарекува зебра. Сега сакам да погледнете уште нешто. Овој испакнат дел покрај улицата овде, еве и овде на оваа страна, тој се нарекува тротоар. Дали вие знаете за што служи тротоарот? Така е, сигурна сум дека знаете, бидејќи често и секојдневно се движите по тротоарот. Така е, тротоарот служи за движење на пешаците. Тој се наоѓа покрај улицата. Еве како на нашата слика овде. Така е, деца. Сега сакам да ве запрашам уште нешто. Како вие најчесто се движите надвор во сообраќајот? Дали одите пеш по тротоарите, еве како овие овде што ги гледаме, луѓе? Или можеби се движите со велосипед? Би сакала да се движите и пеш, и со велосипед, а што помалку да се возите во автомобилите, кои што ги гледаме овде на улицата. Така е, дечиња. Овој дел овде, кој што е посебно обележан покрај улицата, се нарекува велосипедска патека и тој служи за возење на велосипед. Значи, тука може безбедно да возиме велосипед без да имаме никакви проблеми или незгоди со превозните средства кои што се движат по улицата. Така е, деца, се надевам дека запомнивте како и каде безбедно може да се движиме на улица. Улицата ја преминуваме на пешачки премин, се движиме по тротоарот, а велосипед возиме на велосипедска патека. За крај, деца, би сакала да изработите една задача во вашите домови со помош на вашите родители. Земете хартија во боја, може само леплива хартија или колаж. Да земете бели листови, лепак, ножички, а може и некои стикери на кои што има превозни средства, автомобили, камиони, автобуси и други. На темна подлога да исечете и да залепите бели ленти кои што ќе представуваат пешачки премин на вашата улица, а исто така на улицата можете да ги залепите и автомобилите. Останете добри и до гледање.